Од утре до 15 овој месец тече првиот рок за електронското пријавување и упис на завршените основци во средните училишта. Во 5 штипски средни школи има 700 слободни места. Кои услови кандидатите треба да ги исполнат при електронскиот упис? Да не се постари од 17 години, да имаат завршено основно образование, а учениците кои имаат одредени пречки во развојот да не се постари од 25 години и да се определиле за едно од трите видови на средно образование во нашата држава, а тоа е гимназиско, средно стручно образование или уметничко образование. При поднесувањето на документите покрај пријавата која што веќе ја споменавме, неопходно е учениците да поднесат исто така и извод од матична книга на родени без оглед на датумот на издавање. Треба да поднесат оригинали од свидетелството од 6 до 9 одделение, исто така и дипломи од освоени резултати на некоја од меѓународните надпревари, значи прво, второ и трето место на меѓународен надпревар или пак диплома за освоено прво место на државен надпревар. Во меѓувреме Министерството за образование и наука објави афирмативна мерка која се однесува само на 7 регионално среднообразовни центри. На ученичките ќе им биде дозволено да се запишат со до 10% помалку од минималниот број на потребни бодови. Тоа значи дека доколку да речеме во профилот електротехничар за компјутерска техника и автоматика треба да се запишат со редовни 60 бода, на девојчињата ќе им биде возможено 6 бода помалку, односно со 54. Целта на оваа афирмативна мерка е да се зголеми бројот на ученички кои што ќе одберат стручно образование. Вториот уписен рок за основците е од 20 до 23 јуни. Кога ќе следи конечната ранглиста на примени и идни средношколци? Конечната ранглиста на училиштата може да ја очекуваат учениците на 18 јуни, кога секое училиште има обврска да ја истакне на јавно место до 12 часот. Денеска 475 матуранти од Штип го полагаат вториот дел од државната матура. Задолжителниот испит по мајчин јазик се полага во просториите на кампус 2 при Штипскиот универзитет Гоце Делчев. До сега, до овој момент, се одвива во најдобар ред. Учениците се на своите места, си полагаат. Атестаторите ги следат упатствата и протоколите кои што ги имаат дадено од страна на Министерството за образование и наука и од страна на Државен испитен центар, така да во моментот не се констатирани никакви недостатоци и неправилности. Во тека е самиот процес на полагање на македонски јазик и литература кој изнесува 210 минути. И за матурантите е планиран августовски рок за полагање на државната матура. Тоа е периодот од 12 до 15 август. Резултатите од јунското полагање ќе се објават во првата половина од јули.